Сега ќе имаме еден разговор, тука го имаме господина Самка Ибраимовски, поранешен пратеник, председател на ПЦЕР. Господине Ибраимовски, добредојавте во Дневникот. Вие сте еден од предлагачите на измените на Законот за облигациони односи, кој се изгласа во Собранието. Тоа е многу важно, бидејќи тој закон предвидува да се избришат долговите на луѓето кои се стари над 10 години. Тој закон исто така предвидува и ограничување на каматите, не можат веќе тие да го надминуваат главниот долг по неколку пати. Сето тоа ќе го објасниме. Еве за почеток, што се постигна точно сега со овие измени за законот? Благодарам на поканата. Прво требаше едно вакво да објаснува и на граѓаните, пошто многу има активни граѓани кои се јавуваат посебно кај мене, бидејќи јас сум еден од представниците на граѓанскиот сектор, заедно со Ана Глигорова, Марија Ристевски и другите граѓански здруженија кои овој закон 4-5 години веќе притискаме да пројде и еве конечно овој закон се изгласа и благодарение на координаторот на Социјалдемократскиот сојуз Јован Митерски и сите пратеници на СДСМ и коалицијата, овој закон се изгласа и објавен е во службен весник 154/23 и веќе е во функција. Сега многу граѓани прашуваат. Прво да кажам што е најбитно што сакаат да знаат граѓаните, овој закон е ретроактивен, што беше дилема дали е ретроактивен не е. Еве да почитувани граѓани да знаете дека овој закон е ретроактивен. Значи имаме апсолутна застареност од 5 и од 10 години. 5 години застареност се смета од денот на донесување на некоја судска пресуда или друг извршен акт. И ако поминале 5 години, и ако 6-та година доаѓа до извршување кај извршител, тој долг е застарен. Тоа е 5 години. Имаме апсолутна застареност од 10 години, што сметам дека е многу коректно направено, за разлика од претходниот закон што беше. И после 10 години имаме апсолутна застареност од денот на извршното решение, односно од извршениот налог на извршителот. Ако поминат 10 години, престанува наплатата на тој долг. Или, ако е започната, важи ова и за започнатите предмети, а веќе поминато е повише години, исто застарува. Значи, сите граѓани кои имаат предмети од 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 до донесување на законот, 10 години може да барат да дадат приговор за застарување. Граѓаните чекаат дека тоа некој по автоматизам ќе го решават извршителите, односно цицачите на народот, тие го. Добро, само момент, ќе дојдеме до тој момент, тоа е техничката постапка. Сакам уште нешто да ве прашам. А што е на пример со долговите на извршителот, на самиот извршител? Дали тие тогаш се бришат? Дали можеби граѓаните ќе бидат соочени? Ако поминале 4 години, од 10 години тоа све се брише, или 5 години. Значи, граѓанинот не треба буквално ништо да плати. Ништо. Не извршителски некакви. Еве тоа ми е тоа сакам да кажем поентата, што треба да направи граѓанинот. Граѓаните мислат дека тоа по автоматизам законот е изгласан и сега ќе пројде. Не, почитувани граѓани, туку треба на тие цицачите извршители да им дадеме приговор. Тоа би изгледал вака би изгледал тој приговор. Во врска со број и извршен број, до извршител тој и тој, приговор за застареност на поборување со предлог на запирање на постапка за извршување. Пред насловниот извршител во тека постапка за извршување против лицето тој и тоа и предмет извршен број тој. Како од поднесеното барање на извршените се поминати повеќе од 5 или 10 години, односно поточно истакнува колку е, дали е 5 или 10, истакнува приговор за застареност во смисол на член 368 од Законот за облигациони односи и согласно член 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за облигациони односи, објавен во службен весник на Република Северна Македонија 154/23. Појаснуваме дека согласно Законот за именување и дополнување на Законот за облигациони односи, службен весник 154/23, во член 2 се предвидени измени на одредби за член 368 од Закон за облигациони односи, во која е определено дека извршната постапка може да се реализира во рок од 10 години од денот на поднесување на барањето за извршување и после во кој рок настанува апсолутна застареност, при што во член 4 од истиот Закон за изменување и дополнување на Закон за облигациони односи
службен вестник 154/23, е определено дека овие рокови важат и за веќе започнатите постапки, што кажа претходно. Молиме согласно ваквата истакнатиот приговор на застареност веднаш да престанете со преземање на действија и со соодветен акт да констатирате или заклучок дека постапката е застарена и постапката се запира. Добро, се уште едно прашање, каде можат граѓаните да ги најдат овие приговори, бидејќи верувам дека многу од нив не се толку обични. Еве сега ја вака ќе имаме ли место некаде каде да ги најдат, дали некаде? Јас бидејќи сум граѓански актив и социјален пратеник, или кај мене или кај Ана Григорова нека се јават, че им го доставиме овој приговор како треба да изгледа, и сметам лично дека извршителите, веќе имам неколку кои ми се јавија, дека извршителите ги тераат па во судските лавиринти, што не е коректно. Како, што им велат? Им велат, дајте во суд. Нема зашто да дадат во суд. Овој закон е десиден, јацен, точен, прецизен. Застаруваат од 5 и 10 години. Он треба само да констатира, да направи заклучок на приговорот што ќе го дал ти, или ја, или 5 и 6 и друг, и да каже дека поради застареност и измени на законот за обликациони односи, сметаме дека извршеното решение број тоа и тоа е застарено и прекинува постапката за извршување. И да го извести доверител, да му каже дека нема што да Ова сакав и да ве прашам, претпоставам дека може да дојде до некаков отпор од страна на извршителите, да не сакаат да постапат. Што тогаш? Видите, господин Ризвановиќ, јас еве затоа користам прилика, тие така ќе поступат, тие се цицаши на народот. Го исцица и уште сака да цица, они ќе покушаат пак на некој начин пак да земаат пари. Има ли некаде граѓаните каде да се пожалат? Јас го повикувам министерот за правда, бидејќи тој е надлежен за извршителите и за комората на извршителите, да направат едно писмо и министерот за правда дека до извршната комора да кажат дека да го почитуваат законот за застареност што е изгласан во собрание од страна на пратениците по службен вестник 154/23. И со тоа циркуларно писмо да се достави и народниот правобранител до извршителите или до Министерството за правда, и министерот да донесе, да констатира дека според законот што е донесен треба да се придржувате на законот, а не да ги праќате народот по судови, повторно во исти лавиранти, повторно постапки, повторно трошоци и така натаму и така натаму. Затоа сметам дека извршителот во овој случај треба конкретно, децизно, точно и прецизно да направи. Да земе приговор, да го прифати, да направи заклучок, да прекине постапката, да не нанесе штета на граѓаните, бидејќи че им допираат од плата или некој има оставено стан, хипотека и така натаму. Тоа ќе штети настануваат. Затоа треба да прекинат и да го извести доверителот, да му каже дека според законот немаш право да побаруваш затоа што е изгласан тој закон и поедан. Добро. Меѓутоа, еве, јас ќе ви кажам примери. Имаме ние извршители кои не се се вршат. Еве, граѓани ми се јавуваат од Кичево, од Битула, Сабалево ми се јавуваат од Гостивар и од Скопје. За извршителката од Гостивар со иницијали ВЈ. Неќем да ја именувам со иницијали, пошто јас сум коректен и треба да кажам дека таа има преку десетина кривични пријави дадено до обвинителство. Никој ништо не. Тоа е еден поврзан ланец каде што одма се јавуваат и прават трансакции како да го предметот што е даден да го поништат, односно да не одговара ништо извршителот. Затоа го повикувам и јавниот обвинител и председателот на јавните обвинители да го побраат тие пријави што се дадени на извршителката од Гостивар ВЈ со иницијали, да ги земат, да ги разгледаат. Има непобитни докази. Доказите ги имам и ја, мене ми се дадени, меѓутоа сега ова не е време да покажам овој момент. Меѓутоа, еве, стојам на располагање, мојот телефон е 071-397-760, нека се јави или од председателот на јавните обвинители, или нека се јави јавниот обвинител, да им ги дадам сите тие докази, да видат дека таа извршителка е заштитена. Истиот случај имаме со председателот на Комората на извршители, исто со иницијали ВМ, каде јас лично сум му дал кривична пријава, со доказ од записник од полиција. Обвинителот вика, тоа е копија.
А знаеме според законот сега, полицијата не може да покрене обвинени додека не контактира со обвинителството. Обвинителството му кажува за какво дело се работи. Ова се работи за злоупотреба на службена должност. Ова неколку пати го кажувам и ова нема да го оставам така едноставно. Ова корупција мора да се среди. Не да ни доаѓа странци да ни гледат како ни функционира судството и како треба да функционира. Еве пример, нека земат од оваа извршителка, нека земат пример од председателот на извршителите, нека почнат да видат дека какви, еве и министерот, еве нека дали има некоја комисија која може да процени работата на извршителите. Кои биле пред да бидат извршители, кои се сега? Каков имот посетувале пред да бидат извршители, каков имот поседуваат сега откако станале извршители. Па тоа е катастрофа, тоа е жива плячка, истицање народот. Господин Ризановиќ, истицан, не дека јас сум нервозен и кажувам тоа, ја гледам што се прави. Еден извршител кој го знам, кој бил, што бил, сега го гледам дека има куќи, станови, плацеви, коли, стан за черка, стан за што ти ја не знам што, уште многу 300 други работи. Добро, кои долгови застаруваат, ајде да повториме уште еднаш за граѓаните, дали се работи за сите долгови? Сите долгови застаруваат. Значи било каков долг, од комунален, електрична енергија, било што. од ова. Затоа реков на почетокот уште многу голема благодарност до координаторот на СДСМ Јован Митевски и пратениците, затоа што имаше голем притисок да не се гласа овој закон. Чак имаше и негативно мислење и од други институции. Се буне ЕВН, Телеком, банки, манки, не знам, олигарси, ваква и таква. Меѓутоа пратениците испаднеа мажи, го изгласаја овој закон и овој закон е за народ. 80 до 100.000 луѓе има блокирани од ваквото однесување на извршителите. Добро, немаме уште многу време, каматите се ограничуваат исто така? Да, не може каматата да биде... не смее да биде поголема од главниот долг и тоа е изгласано. И изгласане уште една што исто ги интересира граѓаните, брзите кредити може да земат административни точноци до 60%, не како до сега што земале 300, 400, 500, не знам и колку било тоа. Меѓутоа ова е дефинирано сега 60% и да знаат граѓаните дека брзите кредити има измени и така е прифатено и дека од донесувањето на законот натака важи она 60%. Брзите кредити користеа момент каде што каматата е законски ограничена, но тие трошоците ги ставаа под некакви трошоци. Тамо и го зголемуваа по неколку пати. 10-струко поголемо. Значи сега не може повеќе 60%. Сега не може, да, 60%. Затоа викам. Значи сакам да укажам дека сите граѓани кои имаат застарени долгови 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 до изгласување на законот, 10 години ако поминале, по било каков основ има задолжение, по било каков акт да поднесат приговор до извршителот и да кажат, овој приговор што го кажав, ако сакаат нека се јават, еве кажав мојот телефон, ја ќе им го пратам овој, а ова едноставно но сега направено... е важно само уште еднаш на крај да дефинираме, важно е Министерството за правда да дефинира до извршителите за тие сега да не ги тераат народот повторно да се да не измислуваат нови процедури, туку еден патоказ да им кажат што треба да прават. Министерот за правда треба тоа да го направи. Тоа е под негова надлежност извршителите, законот е изгласан, законот, пазите, нема мислење во законот дали вака ќе биде или така. Законот е точен, прецизен, кажува 5 и 10 години. Треба само да им каже министерот дека да го почитуваат изгласаниот закон и да прекинат постапката за извршување за било кое лице, односно било кој граѓанин или компанија или фирма, и ова се однесува за сите, и за фирми, ако имат застарени долгови, и тие ќе си барат исто. Меѓутоа, да даде патоказ им да ја каже да не ги враќаат поново во судовите, затоа што ќе стварат голем хаос, големо незадоволство кај граѓаните, а и што е многу битно, џабе овој закон сме го донели ако пак ги враќаме на граѓаните по судовите. Да. Добро, господин Ибримовски, ви благодарам за овој интервју. Благодарам и на вас, секогаш ви се заблагодарам, но сега посебно ви се заблагодарам во името на граѓаните кои стојат позади мене, не се мала бројка, голема бројка се, и ги поздравувам сите од Кичево, Друженијето на граѓани, кои денеска исто ми се јавува во врска со, реков, извршителката. Се заблагодарувам на колешката од Нон-Сапара, Нон-Пасаран. Нон-Пасаран
Овај, како се викаше... Ана Глигорова. Ана Глигорова, Маријан Ристевски, другите колеги што беа тука по име сега тачно не ги знам, граѓански организации, кои 4 години се мачевме ова да го донесеме до овој степен. Успеавме благодарение на пратениците. И тоа, пазите, не гласеа пратениците на ВМРО и Левица. Ако го беше дали да се донесе овој закон, гласеа. Требаше. Кој дојде да се гласа, да се применува, не знам под кои причини да гласеа. Меѓутоа, благодарност реков до сите, и ова е за граѓаните граѓански ретроактивен закон, што сметам дека е добро во ова ситуација, каде во ова сиромаштија, во ова голема криза, каде цицачите ги утепаа граѓаните и уште сакат да продолжат. През министре за правда, уште еднаш на крај ќе извинувам, да направите едно писмо како Министерство за правда и да ги известите сите извршители, односно Стопанската комора на извршители, и да им кажете дека законот што е објавен во службен весник 154/23 Закон за облигациони односи, да се применува и граѓаните да не се праќаат по судови, туку да го спроведуваат закон како што е. Ви благодарам уште еднаш.